Над 150 дела на тема старата македонска архитектура од денеска и во наредните денови ќе имаат можност да погледнат битолчани и останатите посетители, кои ќе бидат поставени во старата битолска чаршија во рамките на второто ликовно матине на детското ликовно студио Свети Кирил и Методи од Битола. Станува збор за најдобрите остварувања на младите ликовни амбасадори создадени за време на годинешното издание на реномираната меѓународна детска ликовна манифестација Мал Битолски Монмартар 2017, кои ги создаваа на повеќе локации во Македонија и тоа во Битола, Вевчани и Охрид. Кога минатата година се одржа првото ликовно матине на Монмартар, целта беше да соживее старата битолска чаршија, отпочнува традицијата, ова година по втор пат кај се организира со повеќе дела кои што ги се додадени на годинашниот Мал Битолски Монмартар. Веќе комплексно сме опремени, кои што треба да се аранжира изложбата во срцето на старата битолска чаршија. Верувам дека таа клетка што ќе видат битолчани, што ќе дојдат да околу 18 часот, ние затоа одлучиле точно 18, да дојдат да видат какво богатство направија децата од годинава од стотина млади ликовни творци од светот и дали навистина се годинашното издание многу поквалитетно од минатото годишното. Верувам дека и едното и другото е квалитетно, и едното и другото заслужува внимание да се граѓаните на Битола и туристи кои треба да дојдат да ја посетат изложбата, ќе видат што значи една детска фантазија, што значи едно чувство, осеќај да представат нашата македонска архитектура. Изложбата на Малиот Битолски Монмартар ќе има патувачки карактер и ќе посети повеќе места во земјава и надвор од нејзините граници, инаку вој настане дел од културното битолско лето Битфест.